Еве сме повторно назад во студиото на Добро утро. Секој утро ќе зборуваме за една многу важна тема, како за жените, но така и за мажите кои што сакаат нели да бидат татковци или пак се разбира тие се секогаш моралната поддршка на нивните сопруги. Доктор Ана Кацарска, специјалист по гинекологија и акушерство од клиничката болница Аџибадем Систина, една моја денешна гостинка со која што ќе разговараме токму на темата бременост, планирана бременост и сите оние прегледи кои што се неопходни да се направат во текот на бременост или во текот на оние 9 месеци. Доктор Ана, јас најпрво ќе ви посакам добро утро и добре ни дојдовте во студиото. Благодарам за поканата. Докторке, ајде за почеток да го фатиме оној период планирана бременост или зошто токму жените кои што сакаат да останат бремени треба да се јават на гинеколошки прегледи пред да останат бремени, а не откако ќе ги видат оние две позитивни цртки, две црвени цртки на тестот, кога ќе испадне дека тестот е позитивен и тие дека веќе се оплодени или дека веќе забремениле. Така, за жал во нашата средина искрено повеќето од пациентките доаѓаат токму кога ќе дознаат дека се трудни, иако препораките се да пациентките кои што планираат бременост ги посетат своите гинеколози на консултации за соодветни прегледи пред да останат трудни. Причините се многу бројни. Ќе напоменам еве неколку од нив. При, да кажеме, посетата на гинеколог, најдобро е, значи, пред пациентката да остане трудна, најдобро е да се земат микробиолошки брисеви, бидејќи утврдено е дека микроинфекциите се една од главните ризик фактори за предвремено порадување, како и за предвремено прскање на плодовите обвивки. Меѓутоа е утврдено е дека третманот, значи, на инфекциите во текот на бременоста не го намалува ризикот за предвремено порадување. Така што многу е важно тие инфекции да бидат третирани пред пациентката да остане трудна. Понатака се земе, да кажеме, еден пап тест, да се направи соодветен разговор со гинекологот за да се види целокупната состојба на пациентката, односно да се види нејзината здравствена состојба, односно кондиција, да се види дали има оние претходни операции, односно дали има некои хронични заболувања кои што треба да бидат ставени во соодветна контрола со цел да имаме нели здрава бременост, здрава мајка и на крај здраво бебе. Односно, ако доколку пациентката има, да кажеме, некој висок крвен притисок, треба да биде соодветно регулиран, да препорачуваме на пациентката да посети кардиолог, или доколку има шеќерна болест, треба да се воспостави на добра гликемиска контрола, значи да посети пациентката ендокринолог, пред да остане трудна, да дадеме некои соодветни препораки, се со една единствена цел, како што и претходно напоменав, да имаме здрава бременост. Колку често треба да се прават гинеколошки прегледи и оние девојки кои што или жени кои што сакаат нели да останат бремени, колку често треба да прават гинеколошки прегледи? Значи тука би одговорила на ова прашање дека е многу индивидуално, значи затоа што гинеколошките прегледи се прават различно во зависност од во кој период се наоѓа жената. Че се зависи од тоа дали пациентката се наоѓа во, да кажеме, во адолесцентен период, дали се наоѓа во репродуктивниот период, дали се работи за бремена пациентка, дали се работи за пациентка која што е во подоцнежните години, или пак се работи за пациентка која што е оперирана со одстранети матката и јајниците. Меѓутоа би напоменала дека кај такви пациентки, кај кои што се одстранети гинеколошките органи, дека е потребно да се посетуваат редовни гинеколошки прегледи, така што во зависност од целокупната состојба на пациентката, тие прегледи се сепак индивидуални. Така, тука ќе напоменам само дека можете и вие гледачите да се вклучите во ова интервју, доколку имате некакво прашање кое што сакате да го поставите на докторката, се разбира поврзано со темата на бременост и сите оние прегледи кои што треба да се направат во текот на бременоста, ве повикуваме, се разбирам, да се јавите на нашите добро познати броеви и да и поставите прашање на докторката. Следното мое прашање е кои се прегледи се важни во текот на бременоста кои што треба да се направат, се разбира сите оние редовни, но и вонредни прегледи доколку е потребно, нели, не да Боже, затоа што имаме многу често, нели, за жал и некакви проблеми дали кај плодот, дали кај мајката која што го носи бебето. Така, значи прегледите се индивидуални, меѓутоа да кажеме општо земено, кај првородки вклучуваат околу 10 прегледи и кај повеќе родки се околу 7 до 8 прегледи вклучени.
Првиот преглед ги делиме прегледите по тромесечија, за прв триместар, втори во трет триместар, значи секој триместар е засебен сам за себе и вклучува посебни прегледи. Некогаш пациентките знаат и да прашаат дали се потребни редовните гинеколошки прегледи, потребни се дефинитивно, затоа што секој триместар е индивидуален сам за себе. Така што првиот преглед, по изостанување на менструалниот циклус, пациентките доаѓаат на прв гинеколошки преглед, ултразвучен, кој што е многу важен, се со една единствена цел за да се утврди дали таа бременост се наоѓа во матката, односно дали се работи за една интраутерина бременост или се работи за бременост која што е надвор од матката, ја нарекуваме ектопична или екстраутерина бременост, меѓутоа која што е сериозна состојба и која што бара сериозни исследувања и сериозен третман. Доколку тврдиме дека бременоста е интраутерина, значи следниот преглед го закажуваме за некои си 2 до 3 недели, да видиме, значи присуство на ембрион треба да видиме, присуство на срцева акција. Доколку и тоа е во ред, се закажува првиот триместар скрининг, значи кој што од 11 до 13,6, да кажеме 14 гестацијска недела. Во овој период се земаат, ќе напоменам, и микробиолошките брисеви, кои што кажавме и претходно дека се премногу значени. Од 18 до 22 гестацијска недела се прави вториот триместар скрининг, понатака од 24 до 28 гестацијска недела е скринингот за гестацијскиот диабетес и оно што е важно дека во третиот триместар се прават исследувања со цел да се следи феталната состојба, односно феталниот раст и развој на плодот, бидејќи може да се случи да има состојба која што се нарекува интраутерин застој на плодот, која што е многу значено да се забележи на време, која е состојба која што настанува како последица на нарушување на нивото на функцијата на постилката, така што еден потесен мониторинг имаме веќе во третиот триместар, каде што потесна соработка е потребна помеѓу пациентката, да кажеме помеѓу нејзиниот гинеколог. Веќе конкретно деветиот, да кажеме, триместар, значи пациентката доаѓа на поредовни гинеколошки прегледи, тука и ЦТГ мониторингот, се прават биофизички профили, значи се со една единствена цел да се направи соодветно и адекватно мониторирање на состојбата на плодот и на пациентката. Докторки, ги споминавте двата скрини за кои што се важни за плодот. Зошто се толку значајни тие два прегледи? Тие прегледи се од исклучително значење. Првиот триместар скрининг, како што и претходно напоменав, е од 11 до 13,6 гестацијски недели, вклучува ултразвучен скрининг и вклучува биохемиски скрининг. Се со една единствена цел, тоа е рана детекција на плодови кои што имаат се со зголемен ризик за генетски абнормалности, односно за хромозомопатии, така што ултразвучно се следат некои параметри кај плодот кои што се значени, се специфични за тој период од гестацијската старост. Тоа се една бразда ја мериме на вратот на плодот, понатака присуството, односно отсуството на носна коска, се прави доплер на еден специфичен крвен сад дуктус венозус, да кажеме еден специфичен скрининг, меѓутоа тука и биохемискиот скрининг, така што се заедно се носи одлука дали таа пациентка е со зголемен ризик за носење на генетски абнормален плод, односно за нека хромозомопатија, така што доколку тоа се утврди, се оди на поинвазивни методи, односно тестови, како што се амниоцентизата и хориен биопсијата. Вториот скрининг е од 18 до 22 гестацијска недела, исто премногу значаен скрининг, затоа што во тој период се смета дека плодот е доволно голем за да се прави евалуација на сите органи на плодот по системи, вклучувајќи мозок, мозочни структури, се гледа дали постојат расцепи на непцето, понатака дали предниот стомачен зид е затворен на плодот, се следи исто така, се прави детално исследување на срцето, се прави пресек на срцето и на големите крвни садови, понатака присуството на останатите внатрешни органи, на стомакот, на мочниот меур, се бројат прстите на рацете и на нозете, се следи состојбата на постилката, понатака се мери исто така должината на грлото на матката, што не е еден исто така од знаците за предвремено породување, така што тие два скрининзи се од исклучително значење и би ги препорачала дека секоја трудница треба да ги направи. Ги споминавме сите оние назначени прегледи кои што треба да се направат во текот на бременоста и дојдовме до породувањето, природно породување, спонтано или пак царски рез.
Да, ние гинеколозите посекако дека се залагаме да после за спонтано порадување, иако стапката за царски рез е значително зголемена не само кај нас, туку и на светско ниво, меѓутоа сепак би сакала да напоменам, еве и за гледачите и за пациентките, дека сепак царскиот рез представува еден сериозен хируршки зафат со зголемен морбидитет и морталитет. Имено зголемена е крвозагубата кај пациентките кои што се оперираат со царски рез, големени се инфекциите, понатака можна и повреда некои внатрешни органи, ризикот за тромбозија е зголемен. Меѓутоа и се вкупно да кажеме дека пациентките кои што се спонтано поредени многу побрзо се враќаат на секојдневниот начин на живот за разлика од пациентките кои што се оперирани со царски рез. Кои се првите знаци кога доаѓа нели порадувањето или пак кога треба веќе да се јават пациентите во родилиштето онаму каде што нели сакаат да го родат своето дете? Да, интересно е тука би напоменала дека од искуство дека првородките некогаш знаат многу побрзо да дојдат на преглед за разлика од повеќе родките кои што знаат дури да задаснат за време на раѓање. Меѓутоа добро, секоја бременост е индивидуална сама за себе, така што предзнаците се неколку, би сакала тука да обрнеме малку внимание, значи за да не ги фаќа страф пациентките. Значи неколку недели пред да настане самиот чин на порадување, самите пациентки ќе забележат дека стомакот малку е спуштен. Понатака и спаѓањето на крвов слузав чеп кој што пациентките ги фаќа страф тука, нели смета дека тоа е крварење, исто еден од предзнаците дека ќе настане реално порадување, меѓутоа не треба да ги фаќа страф воопшто. Доколку се јават меѓутоа контракции кои што имаат одредена јачина, се со одредено време трајање, интензитет, доколку има пообилно крварење, доколку се јави стекување на плодова вода, посекако дека тоа се индикации која пациентката веќе треба да посети соодветна болница за соодветен третман. Така. Што следува после породувањето, кога треба да се јави нели повторно мајката која што родила на гинеколошки преглед и какав е оној период да кажеме на заздравување, затоа што сепак нели дали е природно или царски, сепак е некаков зафат и нешто нели се случува големо во телото. Така, значи пациентките ние ги следиме, значи нормално дека после операција или порадување за време на хоспитализацијата уште додека се во болница, им даваме совети и упатствија како треба да се однесуваат, како треба да ги третираат раните, дали се работи за рана од епизиотома или за рана од царски рез, им даваме упатствија. Им кажуваме како дека не треба да криваат многу голема тежина, значи максималната тежина треба да биде 4,5 кила. Понатака ги следиме на контроли, односно следиме дали има соодветна инволуција на утерусот, односно на матката. Тие контроли во зависност од тоа дали пациентката е породена со царски рез или спонтано е породена, се некаде на прилика 4 до 6 недели. Така и за крај, затоа што времето ни е кратко, навистина има многу уште што да се зборува за оваа тема. Ве прашала какви се пакети за породување има во вашата болница, во клиничката болница Аџи Бадем Систина, која што навистина знам дека многу деца се раѓаат таму. Да, има пакети за спонтано порадување и за царски рез. Би ги упатила тука пациентките убаво се распрашат, зашто се нудат навистина многу поволности, кои што фаќаат значи вклучување на сите опстежни лабораториски анализи, обезболувањето, епидуралната спиналната аналгезија, самиот престој во болница, грижата за новороденото. Понатака, исто така, после порадувањето и мајката и новороденото имаат соодветни бенефиции во користењето на услугите во нашата болница. Еве еден интересен податок е дека од пред некое време се започна со часови по јога во нашата болница, така што пациентките кои што ќе се порадуваат во нашата болница и кои што редовно ја контролираат својата бременост во нашата болница, имаат значи право на користење на тие часови по јога бесплатно, со тоа што треба да го закажат своето присуство поради мерките на предпазливост поради пандемијата. Така, навистина јас ке ви се заблагодарам за сите овие информации. Се надевам дека помогнавме со дел од одговорите на голем број пациентки, мајки кои што си ја планираат бременоста, дека им ги тргнавме некои од оние прашалници кои што ги имаат во главата. Доктор Кјана, јас навистина ке ви се заблагодарам за одвоеното време и за вашето гостување. Благодарам, мистер на поканата. Тоа беше